Руските вооружени сили соборија украински авион во регионот на Харков, како и два украински ракетни фрлачи и радарска единица за воздушна одбрана. Ова го потврди Руското министерство за одбрана, додавајќи дека руските сили ја нападнале и нафтената рафинерија во Полтава, уништувајќи го нејзиниот производствен капацитет и резервоарите за гориво. Од друга страна, украинските сили погодија уште еден руски брод во Црното море додека се обидувал да достави противвоздушен систем на Змискиот остров, тврди Олексија Арестовиќ, советникот на украинскиот претседател. Тој вели дека станува збор за логистичкиот руски брод Всеволод Борбов, кој е тешко оштетен, но не и потонат. Украинската армија објави снимка на која се гледаат уништени руски воени возила и урнат мост во источна Украина на премин на реката Сиверски Донец. Според британското министерство за одбрана, украинските сили успешно спречиле обид за руско преминување на реката во Донбас, при што Русија покрај воените возила изгубила и најмалку една група од баталјонот. Украинскиот претседател Володимир Зеленски во новото видео обраќање истакна дека Русија претрпе тактички пораз за кој нема да признаат. Російська стратегічна поразка. Стратешкиот пораз на Русија е веќе очигледен за сите во светот, па дури и за оние кои се уште комуницираат со нив. Русија се уште нема храброст да го признае тоа. Тие се кукавици и се обидуваат да ја сокријат вистината зад проектили, воздушни и артилериски напади. Денеска во Киев започна првото судење за воени злосторства откако почна руската инвазија на Украина. На обвинителната клупа е 21 годишниот русин Вадим Шишмарин, кој е обвинет за убиство на 62 годишен цивил. Според обвинението, војникот Шишмарин го убил цивилот на 28 февруари во селото Чупакивка, додека возел велосипед и зборувал на телефон. Дополнителни 500 милиони евра воена помош за Украина ветува шефот за надворешна политика на Европската унија Жозеп Борел. Тој вели дека војната поддршка ќе биде за тешко оружје, како што се тенкови и артилерија, што ќе ја зголеми помошта од ЕУ за Украина на околу 2 милиарди евра. Борел посочи дека е уверен и во наредните денови може да се постигне договор за ембарго на руската нафта.